أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Денеска со Аллахова дозвола продолжуваме со нова случка, која случка е со Бену Исраил после Муса алейхи салату ва салам. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во 65-тиот и 66-тиот ајет во суратул Бакара вели: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Велит Аллах Азза ва Џел: вам, о Бену Исраил, вие веќе познато што им се случи на тие од вас, од вашиот народ, на вашите предци, кои не ја почитуваа саботата и се огрешија, па ние им рековме: бидете мајмуни презрени. Тоа го направивме како опомена за народите кои живееле околу нив, а и за оние кои ќе дојдат после нив, и како поука за богобојазливите. Значи, овие два аети зборуваат за случката за саботата од народот на Бену Исраил. Накратко, се станува збор за едно село од селата на Бену Исраил, кои живееле на брегот на море, кое било полно со риби и со разни благодати. Тие биле, како што ви е познато од евреите, кои го обожавале на Аллах субханаху ва таала според шеријатот и верата на кого? На Муса алейхи салату ва салам. Нивната основна работа и извор на екзистенција било токму риболовот. Од теа живееле и од теа се ранеле. Излегувале на лов секој ден, освен во сабота. Секој ден работале освен во сабота, зашто тој ден го величале и го сметале за најдобриот ден во седмицата. И исто така во нивниот шеријат им беше забрането да работат во сабота. Во почетокот тие се придржувале до таа наредба. Се придржувале до оваа наредба и не работале ни еден во собота. И нивното општество било мешавина од народ, како во свако едно време. Па меѓу нив имало учени и побожни и доброчинители, а исто така имало и расипани и оние што ширеле неред. Возвишениот Аллах Азза ва Џел вели за нив во овие курански ајати: вам вие веќе познато, о Бену Исраил, што им се случи на тие од вас, на вашите предци, кои не ја почитуваа саботата и се огрешија, па ние им рековме: бидете мајмуни презрени. Така Аллах Азза ва Џел ги стави на искушение. Кога ќе дојдеше тој нивни ден на одмор и на ибадет, во сабота, тогаш рибите доаѓале од сите страни. Дури ги гледале како плива на површината на водата, сосема блиску до нивниот брег. Беа пред нивни очи, но им беше забрането да ги ловат. Кога ќе завршеше сабота, рибите целосно исчезнува со Аллахова дозвола.
се до следната собота, па повторно се враќале во денот кога не смееле да лове. И ова искушение од Аллах Азза ва Џел. Зошто ови искушение? Која е мудроста на ове дело? Или нова казна од Аллах Азза ва Џел? Кедалике неблухум бима кану јефсукун. Одговорот е во овој говор на Аллах Азза ва Џел, каде што вели субханаху ва таала, така ние ги ставивме на искушение поради нивното грешење. И ова нивна казна, и ове нивно искушение од страна на Аллах Азза ва Џел е токму поради нивното претходно грешење. Поради нивните греови, поради нивното излегување од покорноста на Аллах Азза ва Џел и поради нивното преминување на неговите граници и газење на неговиот шеријат и на неговите прописи. Па Аллах Азза ва Џел сакаше да ги стави на испит. Зошто во вакви испити и во вакви мусибети, без разлика колку да е тешко, овие се начини и моменти кога се издвојуваат правите верници од зулумчарите и од мунафисите. Исто и денеска. Некои поединци, па дури и групации, сами си ја навлекува неволјата на самите себе си, оддалечувајќи се од шеријатот и од прописите на својот Господар, играјки се со неговите прописи, играјки се со суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи васелем и подценувајки ги неговите обреди и светостите на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Тогаш ги наоѓаат тегоба, тешкоти во нивниот живот и нив им се множат нивните искушенија и немири. А додека би поверувале вистински и искрено во возвишениот Аллах Азза ва Џел и кога би се плашеле со вистинска богобојазливост, Аллах би им ги олеснал нивните работи, би им ја проширил нивната екзистенција и нивниот риск и би ги заштитил од искушенијата и видливите и оние кои се скриени. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ. А интигрите, сплетките и лошото лукавство не го погодува никого освен неговиот сторител. Везден бреча сплеткиве се врача на тие кои прават сплетки. Колку и да прават сплетки, колку и да мислят дека водат и дека побеждаат, везден нивните сплетки се врашта на нив самите. Па ове село остана денови и недели во таа состојба. Не наоѓа улов, нивните души, нивниот риск беа токму ворзани за тој риболов и за тие риби, све додека проклетиот шејтан не му фалли везвесе на еден од нив и не го научи со лукава измама, не го научи со сплетка. Па тој во петок доаѓал до брегот и копал длабока јама покрај морето, па во неа поставувал мрежи и јажиња. Кога ќе дојдеше сабота, рибите навлегувале сами во таа јама и се фачале во тие мрежи. Па кога ќе поминела сабота, во неделя, тој, пазите, поединец, тој доаѓал, ја земал таа мрежа која оставал во петок навечер, па како да не направил ништо забрането. Со ове сакал да е заобиколит наредбата од Аллах Азза ва Џел. Формално не ловел во сабота, но суштински ја згазил и ја прекршил Аллаховата одредба и Аллаховата забрана. Се прошири веста меѓу луѓето дека тој почнал да јаде риба. Почнале да го прашуваат од каде ја доби оваа риба, како успеа да ја уловиш, па тој им ја раскажал неговата измама. И замислите, и од овде почви најпоќе проблемиве. Тие наместо да го посоветуваат, да го опоменет, да го подсетет на Аллаховата забрана и да го спречат, тие го пофалие и го одобрие неговото дело. Пофалиле неговата досетливост и торгнае по неговиот пот.
Во почетокот го правеле теја тајно, но кога уловот се намножи, тие почнале јавно да го продаваат на пазар. И почнале јавно да ловет со истите тие трикови. И од тујка, браќа, започнува нивната катастрофа. И пазите, гревот поќе не е на поединец, туку стана колективна соработка во оне што Аллах Азза ва Джелле го забранил, во непослушност кон Аллах Азза ва Джелле јавно и без срам. Замислите од еден човек започна оваа лоша пракса која отвори голема пукнатина во неговото општество. А после теја, другите торнае по неговото мислење, му се бенди со ова негова постапка и ове доведе до пропаст на нивната заедница. Пропаста на ова заедница, ова тешка казна со која Аллах Азза ва Джелле ги претвори во мајмуни, започна токму, браќа, од еден поединец. И затоа Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва саллем велит: кој во исламот ке воведе лоша пракса, ке го носи нејзиниот грев и гревот на сите што ќе ја следат после него, без да им се навали нивниот грев ни малку. И велит алейхи салату ва салам: навистина меѓу луѓето има такви што се клучеви за добро, а катанци за зло. Ги отвораат вратите на хајрот и на доброто, а ги затвараат вратите на злото и на лошото. И навистина меѓу луѓето има такви што се клучеви на злото, а катанци за доброто. Чај видиш и отвораат сите вратишта на зло, сите вратишта на пороци и на харами, а ча видиш дека исто така се себепи да се затвораат свекоја една врата на хајр и на добри дела и на сакани дела кај возвишениот Аллах Азза ва Джел. Па велит Мухамед алейхи салату ва салам: благо на оној преку кого Аллах ќе ги отвори вратите на доброто, а тешко на оној преку кого Аллах Азза ва Джелле ќе ги отвори вратите на злото. Но каков беше, браќа, ставот на луѓето, на овој народ, кога тие почнаа јавно да ги кршат Аллаховите наредби и да ги рушат неговите граници? Одговорот е во Аллаховите зборови, каде што Аллах Азза ва Джелле велит во суратул А'раф, откако Аллах Азза ва Джелле во неколку ајати ја спомна оваа случка. Па потоа вели: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. И кога една група од овие, од Бену Исраил, рече: зошто ги советувате луѓето кои Аллах ќе ги уништи или ќе ги казни со жестока казна? Значи, на кого му се обратвет? Му се обратвет на она група која не го чинеше тој харам и плюс наредуваше на добро и одврачаше од зло. Па тие одговорија: за да имаме оправдање кај вашиот Господар. Зошто наредвиме на добро и одврачаме од зло, кога знаеме дека се овие зулумчари дека ќе бидат казнети, за да имаме оправдање кај Аллах Азза ва Джел. Без разлика што ќе се деси со ними. Ама морат да опоменвиме и морат да спречиме од зло, за да имаме оправдање кај Аллах Азза ва Джел. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. И за да станет богобојазливи. Може би Аллах Азза ва Джелле ќе ги упати или барем некој од нив. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Па кога го заборавија она со што беа опоменувани, ние ги спасивме кого? Ги спасивме оние што одврача од зло. Оние кои наредува на добро и одврача од зло, а ги казнивме неправедните со тешка казна поради нивното грешење. Што значи? Луѓето во ове село се поделиле во однос на зулумот и гревот на три групи. По едната група
беа овие зулумчари, престапници, оние што ја смислие шејтанската измама, ја испланира и тајно ја практикува, а потоа јавно ја обзнанија. И продолжие со непослушноста кон Аллах Азза ва Джел и покрај предупредувањето на искрените меѓу нивниот народ. Оваа група, браќа, што доби на крајот? Дали на вистина победи над оние што во нивните очи беа екстремни или тврдоглави, само затоа што ја упатува на правиот пат? Дали на вистина уживае во таа нивна забранета сласт и сладост? На почетокот можеби почувствувае краткотрајна корист, можеби се почувствувае паметни, храбри, снаодливи, па дури победници, но тоа беше само краткотрајна измама. Па кога тие му се препуштија на нивните страсти, на страстите на нивниот стомак и на нивните желби, кога ја прекоршија на наредбата на возвишениот Аллах Азза ва Джел, Аллах Субханаху ва Таала ги доведе токму таму каде што тие самите се водеа. Па велит Аллах Азза ва Джел: "Фалемма атау амма нуху анху, кулна лахум куну қирадатен хасиин." И бидејќи тие дрско одбија да го остават тоа што им се забрануваше, ние им рековме: бидете мајмуни презрени. Аллах Азза ва Джел од инсани ги претвори во животни, ги претвори во мајмуни презрени. Аллах Азза ва Джел ги казни и со душевна и со телесна казна. Аллах Азза ва Джел да не сочуват од неговата лутина, од неговата казна. Што се однесува до втората група, а тоа беа учените помеѓу нив, и доброчинителите, и советниците, оние што наредуваат добро и одврачаат зло. Тие едини ја извршија својата обврска од советување, насочување и јавно осудување на тој греф. Не молче пред оваа неправда, не се повлекоа од страв, ниту пак рекоe не е наша работа, како што велиме денеска. Ове не е моја работа, те е нега работа. Туку застана е во одбрана на Аллаховиот шеријат, застана е во одбрана на вистината, барајки оправдување пред Аллах Субханаху ва Таала и надевајки се дека можеби Аллах Азза ва Джелле ке го упати нивниот народ, тие се едини спасените и на овој, а посебно на инниот свет ахирет. А што се несува до третата група, имат и трета група, а таа е оние луѓе кои во себе беа праведни, го мразеа злото што го правеше нивниот народ, но не презедоа ништо. Не презедоа ништо за да се спречи овој зулум. Не реагира, не советува, не се спротивставија, туку дури се обидоа да ги обесхрабрат оние што повикуваа кон добро и одврача од зло. Што се несува до крајот на оваа група, учењаците се разединвет, па некои од нив велет дека биле спасени затоа што не учествувале директно во гревот и во срцата го мразеле ове зло, додека други велет дека биле погодени со истава казна, бидејќи молчеле на тоа зло кое станало јавно. Аллах Азза ва Джел, браќа, во Кур'ан не имат спомнато за исходот на две групи, на првата и на вторава, на оние кои прави зулум и дека тие се уништени, и за втората група која спречвеше, која бе прави верници, ни кажа дека се спасени, а додека за третава група замолчи, ни кажа исход. Што значи, во најмала рока не се вредни да се споменет. Во најмала рока не се вредни да се споменет, па дури ако бе спасени. Оваа случка, браќа, има многу користи и многу поуки. Една од ними укажува на опасноста на заобиколувањето на Аллаховите наредби и некои мисле дека може да го измаме на Аллах Азза ва Джелле и на верниците. Па кога ќе им се речи не правите неред, тие веле не, ние само ред воспоставljаме. И ова е посебно својство на мунафиците. Ова вид на измама поставјат и денеска во ширење на оне што е забрането. Посебно се користи во камата, во мито, па дури и во ибадетиве.
најпојче се барат излез наместо искрена покорност на Аллах азза ва џел. Во многу ибадети ќе видите се поставуваат прашања не да се дојде до искреноста, до правилниот одговор, туку се бара начин и излез да излезите од обврските со кои Аллах азза ва џелле ги обврзал, и овие се еден вид на нивна измама кон Аллах азза ва џелле и кон неговиот шеријат. Исто така најголемите поуки и поенти од ова случка е да веруваме цврсто во апсолутната моќ и кадар на возвишениот Аллах азза ва џел, на кого му припаѓа создавањето и оправувањето, па кога нешто ќе посака само велит биди и тоа биднува. Тој, Аллах азза ва џел, од негова моќ, направи рибите да се појавуваат само во еден ден, а сосема да исчезнат во останатите 6 дена. И ги претвори овие зулумчари во мајмуни и понижени, што врескале и се туркале едни со други. А Аллах азза ва џелле не им направи неправда. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. А ние навистина не им направивме неправда, туку тие самите на себе си направија неправда. Па го моля на возвишениот Аллах азза ва џел да ни уцврсти на неговата вера. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни упати на правиот пат. И го моля на Аллах субханаху ва таала да ни упати нас, на нашата фамилија, на нашите деца. И го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни соединити во џеннетул фирдеус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Ове браќа денеска ни е последен дерс заради Рамазанов. Така да, иншалла, знаете дека во Рамазан имат свекако дерсо и свекоја вечер пред таравија. Така да со тефсиров, иншалла, ќе паузираме, ќе продолжиме со Аллахова дозвола после Бајрам. Аллах да ви награди за вашата стрпливост и Аллах да дајте ове да биде во вагата на нашите добри дела. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.